на сите мои процедурални забелешки не добив одговор од ваша страна. Не добив одговор од ваша страна. Се уште не е завршена оваа комисија за да вие поднесете извештај, односно мислење, го зборувавме веќе ова, меѓутоа своји гледишта и свој начини на изразување си имати другите колеги. И затоа како што теравте досега, ќе ве замолам да си продолжиме денес, заради тоа што мора секој да сноси одредена одговорност за своите постапки. Овде ние треба на оваа комисија да расчистиме како се постапува, дали има правила во ова собрание или не постојат никакви правила. За да го направиме тоа, ако ништо друго, вие и ние треба да се соочиме. Да видиме како ќе тераме ние понатаму. Што ќе стане пракса во ова собрание? Дали ќе продолжиме за една точка со тројца кандидати да си пуштаме кој како ќе исполни услови на претседателката на комисијата или ќе го почитуваме деловникот? Но за сето тоа да го направиме, прво вие треба да не сослушате. Затоа што, како што вие го читате деловникот и ние го читаме деловникот. Како што ние сакаме да се почитуваат правилата, треба и вие да сакате да се почитуваат правилата. Понатаму, колегите, па толку ли немаат никаков интерес да бидат присутни овде? Толку ли немаат интерес да бидат присутни овде? Ако тие се срамат да бидат присутни и да дебатираат, барем нека седат уствари, нека седат. Нека бидат присутни, нека седат, нека не дебатираат, а да не слушнат. Зошто да продолжи колешката Рашела Мизрахи да дебатира, кога нема кој да ја слушне? Незината интенција покрај тоа што треба да ја слушнат граѓаните, треба да ја слушнат и пратениците кои што ќе го кренат своето раче да гласаат на крајот. Може би ќе се разубедат, може би ќе проработи свеста кај некој од нив. Не би сакала да се повторам. Ова се моите тези. Вие си имате ваши тези, ама имате и другите пратеници, мои колеги, исто така тези. Прво треба да расчистиме со процедуралното. И треба да расчистиме како ќе продолжиме да работиме на оваа комисија. Ова што вие го сторивте како преседан, може да го пренесете утре на било која друга точка. Буквално на било кој избор. Буквално на било која иницијатива. Се согласивме дека огласите ги поништивте? Минатата комисија, минатата недела закажавте комисија, така беше. Закажавте комисија со 3 други седници. Седници кои што се отворени, со изгласан дневен ред, со објавени огласи за пријавување, но никогаш не завршени. Еве, јас тука нема да речем дека тоа е лично ваша вина, зошто не се избрани овие луѓе кои што поднеле документација до собранието, се пријавиле на одреден оглас, меѓутоа немало волја од страна на парламентарното мнозинство да се договори кој ќе биде избран по тие огласи. Како што за многу работи не можете да се договорите, очигледно не можете и за ова да се договорите и не и се тоа ќе го тргнам на страна. Но се отвораат нови огласи, се пријавуваат уште луѓе. Сега ќе објавите нови огласи за оние кои што ги поништивме минатиот пат. Како ќе продолжиме понатаму? Еве, мене ме интересира. Вие по сопствено уверување да ги пуштате кој како ќе помине тука? Например, ќе се пријавуваат за еден оглас по повеќе кандидати. Како ќе се разгледуваат тука кандидатите и вие ќе решите за 20 ќе пуштам јас да помине на пленарна, за другите 10 немаме време да ги разгледаме, така? Ако е ова праксата, што ќе ја воспоставиме, да знаеме на што сме. Тогаш треба за една комисија во која што еден оглас, за кој што има отворено, не знам, 10 луѓе кои што треба да влезат во една комисија или некој орган, тогаш треба да ставите 8 точки на дневен ред, 10 точки на дневен ред, колку што има луѓе.
Па за да можете еден по еден да ги препраќате на пленарна седница и таму да се гласа. Ова е мое видување. Ова е мојата дилема. Секој од нас како пратеници има право на сопствена дилема. Секој од нас како пратеници има право на сопствен став во врска со одредени процедурални работи. Кога веќе кажувате дека имаме посебен деловник за работа на оваа комисија, се согласивте да направиме измена на деловникот, што значи дека се согласувате дека постои деловник, истиот не го применувате. И во врска со тоа јас имам проблем. Имам проблем јас да бидам на работа по цел ден, секој ден, а некој да си седи дома со децата. Ја имам деца. И јас сакам да си седам дома со моите деца. Сигурно и вие имате домашни обврски меѓу другото. И секој од нас. И сега, ако може сликата на владеачкото мнозинство да биде вака со празни столици, тогаш мора да ги расчистиме работите. Затоа што не можете и самата вие да бидете жртва на системот. Таков бил системот. Каков систем? Што очекуваме ние? Да одиме напред или да се враќаме назад? Затоа, ако не сакате цело време ние да се препираме, затоа што можеме, не е спорно тоа. Има и други колеги, пратеници, кои што имаат собствени ставови. Треба да ги изложиме, треба да ги предочите. Затоа и ги бараме стенограмските белешки, затоа и го потпишав барањето, заради тоа што за сето ова треба да има трак. Дека ние сме предочиле, сме увиделе, сме укажале и сме докажале дека не сте во право. На начинот на кој што го толкувате деловникот. И сите овие процедурални забелешки се во врска со непочитување на деловникот. Вие велите, ние не го почитуваме деловникот. Па како да се почитува деловникот, кога вие прво место не го почитувате деловникот? Што да почитуваме ние? Еве, кажете ми вие, ајде да заокружуваме член по член од деловникот, кој ќе важи, а кој нема да важи. Не ве кажете, например, ќе почнеме од член 1. Ќе го читам јас, вие ќе викате важи, ние сите ќе заокружуваме важи. Вториот став не важи, не важи, шкртајте. Да направиме така, ако мислите дека е попаметно. И да се договориме, да воспоставиме одреден ред на работите. Да видиме како ќе се објавуваат огласите, како ќе се бираат луѓето. Да видиме дали воопшто на оваа комисија имаме некои други точки кои што се стигнати на дневен ред, кои што треба да се стават. Да видиме што е по-приоритетно, што не е приоритетно. А Уставниот суд си го има мнозинството. Ке си работи. Нема да добие ништо плюс. Прво да си го расчистиме дворот, да си видиме дома што ни се случува и дали треба да продолжи ова да ни се случува, дали треба да продолжи и дали ова е составен дел од правниот систем на оваа држава, дали сме ние законодавен дом и дали на нас ни личи како законодавен дом и највисокото тело во македонската демократија да почитуваме вакви измишлјотини од толкување на деловник. И до кога ќе ги терате? Очигледно ќе ги терате додека имате некаква влада, додека сте на власт. Ама дајте да видиме што ќе правиме, како ќе работиме понатаму. Мојата порака спрема вас како председателка е да не испочитувате и ако ништо друго, ако не можеме да се видиме на суштинска дебата со колегите пратеници од владеачкото мнозинство, затоа што е нужно потребна суштинска дебата. Ние цело време зборуваме дека ова собрание му фали суштинска дебата, дека немаме суштинска дебата, дека ние немаме со кого да дебатираме. Единствените со кои што отвараме било каква ситна расправа се председателите на комисиите, кои што доаѓаат овде и имаат задача да спроведат одредени точки да ги поминат. Најчесто преку прекршување на деловникот ги поминуваат истите точки. Не е спорно кога законите се добри за граѓаните, тогаш даваме свој придонес, даваме своји идеи, даваме своји амандмани, своји видувања и на крајот се носат одредени законски решенија, ќе повторам, кои што се од интерес. Меѓутоа, сето друго што е под одредена задача, партиска,
или под одредена одлука, некакво ветување, некакво спроведување на одредена наредба, сето е со кршење на деловникот. И вака не можеме да продолжиме да работиме. Треба и вие да се согласите дека вака не можеме да продолжиме да работиме. Не смеевме ниту да продолжиме со оваа расправа. Оти вие ја затворивте, кругот го направивте. Направивте прекршок, спроведовте тоа што требаше да спроведете, немате веќе можност. Деловникот не ви дозволува можност да ја продолжите оваа дебата. И ако ја продолжите оваа дебата, треба да имаме со кого да дебатираме. А не сами со себе да си дебатираат пратениците, колегите пратеници. Ако го почитувате деловникот, тогаш, еве, ви поставив одредени дилеми и предходно, вие сакавте повеќе да се расправаме, затоа што мислевте дека јас лично вас ве напаѓам, меѓутоа од друга страна ја ви кажувам дека на овој начин едноставно не може да функционира ово собрание. На овој начин не смееме да дозволиме да функционира ово собрание. Оваа слика ми е дежаву од 23 продолженија. Оваа слика, ваквата слика е дежаву. Дајте, одговорете на дилемите на кои што имаат и колегите пратеници, може би ќе донесеме одредени заклучоци, може би ќе усвоиме одредени забелешки ставови, кои што ги имаме, јас ги изложив веќе моите, вие не ми одговоривте на поголем дел од нив, меѓу другото, би сакала да ми одговорите и да продолжиме со она што имаме да го кажеме процедурално.